да го дознаваме во следните минути, односно во ова второ линковско вклучување. Се вклучуваме од гимназијата Корчагин, за да дознаеме каков е ставот на професорите, а и можеби поважно каков е ставот на средношколците тука во однос на квалитетот на образованието, дали својата иднина ја гледаат во Македонија или сепак некаде надвор. Меѓутоа прво разговарам со професор Татјана Алексик за тоа како вие лично го коментирате квалитетот на образованието генерално. Меѓутоа прво добро утро и благодарам за вашето гостување во Македонија наутро. Добро утро, поздрав до гледачите на македонска телевизија. Секаш и од најдоброто има подобро. Може да се работи на подобрување на образовниот систем и тоа го работиме. Постојано има некои реформи, помалку или повеќе полоши, подобри. Се изградија училишта, се отворија многу паралелки. Ете, има и учебници, не е дека нема учебници, се печатат, меѓутоа факт е дека децата ни заменуваат. Не знам колку во последно време препораки за заменување, за апликација во странство во соседните земји сум напишала, што значи дека нешто не ни е добар планот за иднина. Веројатно ке децата е проблем недостаток на нека сигурност и стабилност. Ако нешто веќе учат и развиваат вештини, способности, сето тоа го прават за на крајот се продадат на пазарот на трудот, за да може да работат. И тој момент е недостасува. Несигурни се, особено што не може секој факултет да го реализира својот студент. Оваа година на факултетот за латински јазик се запиша еден ученик и тоа е баш наш ученик од Корчагин. Да не кажам за катедрата по македонски душа ме боли. Така што гледаме дека глобално систематски не е добар. Не ни е добар планот за визијата на нашите деца и затоа заменуваат. Што во нека рака и не е, и тажна е. Јас некојаш велам, ова е нека видна софистицирана печалба. Имаме комуникација со тие деца, благодарение на интернетот, електронската комуникација, си доаѓаат, стандардот е подобар, меѓутоа пак не се тука. Пак не се со нас, со родителите. Ако се разболат, не дај Боже, не е тука маме и тато да им дадат медикаменти или баба да им ствари јадење, сето тоа е тажно некако и на сите ни е криво, затоа треба да се работи повеќе како да се задржат децата, а другото секи си дое на своје место. Професорите вложуваат многу, веројатно, дел од нив, и тоа се чувствува кај средношколците, ова го кажам затоа што имавме прилика со дел од нив да се запознаеме претходната недела на снимањето, така што и во однос на прашањето каква е нивната комуникација со професорите имаат навистина убави одговори, меѓутоа ете, веројатно е тоа што и вие го нагласивте дека самиот система и понатака што после средното училиште, каде се гледаат, ќе дознаеме и од анкетата која што ја направивме, а одговорот пак нивен е дека се гледаат некаде надворно, сакаат повторно да се вратат. Па и ве предлагам и во моментов да погледнеме какви одговори имаат средношколците од Корчагин на неколку прашања, односно како го коментираат квалитетот на образованието, нивната комуникација со професорите, меѓутоа и визијата за високото образование. Дали се гледаат во Македонија или некаде надвор? Образовниот систем е на огромна, многу важна ствар во нашето општество, затоа што интелектуалната сила од овдека црпи многу моки, каде што ќе придонесе многу во нашата држава. Секогаш има место за подобрување. Без разлика на тоа дали било учебниците и учебната програма, во однос на тоа дали да се внесат повеќе предмети кои што ќе се совклопуваат со нашите интереси, со нашите страсти. Исто така многу е важно кој ќе ни ги предава истите предмети. Многу е важно при избирањето на наставниот кадар да не се внесува во равенката само нивното дипломско знаење, туку исто така треба да се вметне и нивните социјални вештини во интеракцијата со нивните со учениците и со тоа како ќе ја воспоставуваат таа комуникација, за тоа што образованието не е само образовна, туку и воспитна установа. Сметам дека таа проблематика има покомплициран состав, бидејќи во нашата држава не се опфаќа фактот што студентот на вистина сака да биде во иднина и дали јас тоа што ќе го студирам ќе ми овозможи мене правилна екзистенција, да можам да опстанам со тоа. За жал, кога да прашате тука, некој што е музички надарен не би ви кажал дека ќе иде на музичката академија, тргнувајќи од самата себе си. Сите сакаат да бидат програмери, да бидат тоа што е актуелно, само заради тоа што материјално ќе ги здобие со одредени добра. Јас сметам дека тука нема
нема длабочина, не е тоа суштината на иднината. Треба секој студент тоа што ќе си го одбере да си го учи, после тоа да сака да го работи, да може да напредува, да може сам себе да се одржи, другите, семејството и така натаму. Така што тоа треба убаво да се обработи, убаво да се исчешла во нашиот систем, за да ние бидеме сигурни дека сакаме да останеме во Македонија. Дефинитивно да, мора да се постави малце и воспитна програма, каде што професорите ќе дадат знаење надвор од училиштето, надвор од знаењето што го нуди учебниците, бидејќи ни треба повеќе на тоа. Сакам да студирам јазици, конкретно француски и италијански и сакам во тој правец да се насочам, најверојатно на преведувач, затоа што мислам дека е многу интересна како дејност, иако знаеме дека преводот е убиство на значењето на зборовите, меѓутоа сепак мислам дека може да се даде пренос на смисла на зборовите што се напишани на еден јазик на друг. Најверојатно ќе студирам во Македонија, затоа што мислам дека на мајчиниот јазик е најдобро да се студира и да се разберат работите. И мислам дека ќе биде интересно искуство. Односот со професорите многу зависи од тоа тие како ќе се постават со нас, поради тоа што сепак не учениците сме мнозинство и мора да се прилагодиме на начинот на предавање на програмата што имаат професорите и на нивниот однос према нас. Што би вовел јас лично во образовниот систем, повеќе изборни предмети, затоа што не на секој ученик му оди секој предмет и би сакал повеќе изборни предмети за тој да може уште од самиот старт да се определи што тој би сакал да учи и се разбира со што тој би сакал да проложи во иднината. Ова се одговорите од средношколците на неколку прашања кои што имавме прилика да им ги поставиме. Според нивните одговори е да се гледа дека навистина вложуваат многу труд во средното образование, секако нивната желба е да се остане во Македонија. Дел од образовниот систем им се допаѓа како функционира, а секако дел од работите мора да се менуваат кон подобро, затоа што сепак се оваи нови генерации кои што веројатно точно знаат што им недостасува и што им треба и во текот на средното образование, меѓутоа и по завршувањето на истото. Така што тука се одјавуваме од Корчагин и коментарот и на професорите, а и на учениците верувам дека некаде на пола и се наоѓаат и се поклопуваат.